Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Во клубот на пратеници во секој момент ќе стартува лидерската средба која ја иницираше премиерот Мицкоски. Поканата ја прифатија сите политички партии, освен опозицијската СДСМ. Средбата ја следи колегата Александар Спасовски, го вклучуваме во живо во овие вести. Александар, многу теми се наметна пред почетокот на оваа лидерска средба, со оглед дека сите политички партии најавија свој барања, што ќе биде во фокусот и кои се досега пристигна во клубот на пратеници. Со пристигнувањето на представниците на ЗНАМ, министерот Минчев и пратеникот Карапеовски практично се заокружи списокот на сите оние кои што на некој начин си резервира столче на онаа маса на која што премиерот Мицкоски ги покани лидерите на парламентарните политички партии кои што имаат формирано свој пратенички групи. Пред малку пристигна и лидерот на ДУИ Али Ахмети. Го видов пристигнувањето и на представникот од коалицијата Вреди, градоначалникот на Тетово Билал Касами. Претходно пристигна и премиерот Мицкоски, придружуван од координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Мицевски. Прв овде во клубот на пратениците пристигна лидерот на Левица Димитар Апасиев, кој, како што рече, прв пат доаѓа на лидерска средба. Меѓу темите, фокусот, барем онака како што го става опозицијата, е укинувањето на пржинската влада, иако премиерот, кога ја свикуваше оваа лидерска средба, најави дека сака да посвети време на оние реформски закони кои што во периодот кој што доаѓа ќе бидат на агендата во законодавниот дом. Дел од нив влегоа, дел од нив се усвоени од влада, дел веќе објавени на ЕНЕР, меѓутоа и да се најде начин да се обезбеди она потребно Бадентерово мнозинство пред се за избор на народен правобранител, но и за уште неколку законски решенија за кои што е потребен ваков тип на мнозинство во собранието. Како што реков, меѓу очекувањата е и особено на помалите политички партии, но и на Левица овде во кое што овде ќе го представи на лидерската средба е барањето за измени на изборниот модел и воведувањето на една изборна единица. Имаме дел од очекувањата на лидерот на Левица Димитар Апасиев пред стартот на лидерската средба. Нашите барања веќе ги изјаснивме. Тоа е промена на изборниот законник, која е неминовна за следни избори, бидејќи Левица е единствената досега цензурирана партија во овие 35 години на плурализам. Исто така имаме и економски барања, поврзани со барањата на синдикатите, кои што ќе ги изнесеме внатре. Не очекуваме, бидејќи прв пат доаѓаме, не очекуваме ништо, знаејќи го досегашниот лицемерен однос на властодржците од ДПМН, но секогаш има прва шанса. Што се однесува до пржинската влада, ние кажавме дека немаме никаков проблем да ја укинеме, затоа што сметаме дека е бирократски остаток од едно време кога Македонија беше третирана како протекторат практично. И од тука нас не е сеедно дали се ДПМН или СДС на власт, ние секако го јадеме стапот кој да е на власт. Да, по ајде така да кажеме натегање од неколку дена вчера присуството на лидерската средба го потврди лидерот на ДУИ Али Ахмети од она што го брифира од неговата партија, но и она што излегува како став од Мала Речица во последните неколку месеци, особено откако партијата ги загуби изборите, се оние нови барања кои што ги поставуваат за поддршка пред се на законите кои што бараат Бадентерово мнозинство, но и на сите оние барања на власта поврзани со останатите законски решенија, пред се и оние кои што се поврзани со Сейф Сити. Меѓутоа од Демократската унија за интеграција бараат со Бадентер да се избира идната влада и да се воведе правило на гласање со Бадентерово мнозинство во Уставниот суд, кога на дневен ред ќе дојдат прашања кои што се поврзани со етнички теми. Тоа се горе-долу уставовите на ДУИ, значи ДУИ Левица ќе бидат представници на опозицијата, откако социјалдемократите уште веднаш откако беше најавена лидерската средба практично одбија учество на неа. Од партијата сметаат дека пржинската влада не смее да се укине, бидејќи
според нив власта имала премногу контрола врз системот и стравуваат од можни злоупотреби во изборниот процес. Имаме дел од изјавата која што генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз ја даде пред стартот на оваа лидерска средба, како што и најавија, столчето на Филип Човдек ќе остане празно. Средба со криминалци нема да има. СДСМ останува со граѓаните на вистинската страна. Сите што денеска ќе одат на средба со Мицковски за укинување на техничката влада, остануваат соучесници во легитимирање на криминалот и корупцијата, во анти-ЕУ кампањата за изолација на земјата, во планот за предвремени избори и мигранти за пари. Тендер коалицијата ДПМН знам не сака диалог, туку алиби за распишување на предвремени избори кои веќе им се договорени. Не сакаат реформи за ЕУ, туку покритие за намерна изолација на земјата. Им се брза. Им ја откривме корупцијата, им ги разоткривме плановите за мигранти, во буџетот нема пари. Да, Деспина, да додадам дека лидерската средба очекувано привлече прилично голем медиумски интерес. Овде се присутни еден прилично голем број на новинарски екипи, мајки предвид дека оставена е точка разно, тешко би било да се предпостави кога би можело да се очекува да заврши ова лидерска средба. Она што е официјално потврдено и соопштено од владината прес-служба, тоа е дека по средбата премиерот Мицковски ќе има своја изјава. Очекувам истото да го сторат и останатите политички лидери, така што остануваме во клубот на пратеници. Повеќе детали најавувам за попладневните изданија. Александар Спасовски, јас ти благодарам за овие првични информации во вистите си, како остануваме да проследиме лидерската средба многу повеќе во следното информативно издание. Одиме понатаму. Државата издаде 2 еврообврзници од по 500 милиони евра. Првата со рок на враќање од 4 години, а втората со рок од 8 години. Големиот интерес кај странските инвеститори, според Министерката за финансии, е доказ за довербата која ја имаат кон економските политики на владата. За траншата со рок од 4 години каматата изнесува 3,875%, а за траншата со рок од 8 години 4,75%. Особено имајќи ги предвид актуелното високо ниво на Еуриборот. Овие услови представуваат најконкурентна цена на задолжувањето што државата ја има постигната во последните 2 децении. При издавањето на оваа еврообврзница посветивме особено внимание и на вкупните трошоци поврзани со незината реализација. Трошоците за синдикатот на банки и за правните советници се пропорционално најниски досега во споредба со сите претходни издавања. Дополнително со цел целиот процес да биде максимално исплатлив и со најмали можни фискални оптоварувања, донесовме одлука паралелно со новата емисија да реализираме и предвремен откуп на еврообврзницата што достасува во јуни 2026 година. Со оваа одлука ќе оствариме заштеди кои во значителен дел ќе компензираат трошоците од новото издавање. Нашата земја во моментов се задолжува по услови подобри од повеќето земји во Западен Балкан, со каматни стапки кои се блиску до регионскиот минимум и со исклучително силен интерес од меѓународните инвеститори. Владата ја призна буџетската дупка од милиарда евра, реагираат утро во опозицијската СДСМ. Како што најавивме уште во декември дека постои дупка во буџетот од 1 милиарда евра и дека државата нема пари за функционирање, стигнува уште еден доказ. Наместо да ја признаат дупката во буџетот, тие новото задолжување го објавуваат како успех на Министерството за финансии за пласирање на еврообврзниците и како триумф на економијата. Прогнозите на СДСМ не беа празни зборови, туку реалност. Дупката во буџетот постоја, наместо да се фали со задолжувањето, владата треба да објасни како ќе обезбеди одржливост на финансиите без постојано потпирање на странски кредити, стои во реакцијата на СДСМ испратена ово утро.
Струмичката епархија и годинава ги изнесе моштите на Свети Василий Велики пред верниците по повод големиот христијански празник. Струмичката епархија е единствената во државата која поседува мошти од Свети Василий Велики и која веќе 3 децении им дава ваква можност на верниците. По повод големиот христијански празник Обрезание Господово и Свети Василий Велики, Струмичката епархија и годинава ги изнесе моштите на Свети Василий на поклонение пред верниците. Стотици верници дојдоа во црквата Свети 15 Тивриополски маченици да присуствуваат на празничната богослужба, да се поклонат пред светите мошти и да упатат молитва за здравје и благосостојба за себе и за своите семејства. Отец Даниел Ѓорѓиев вели дека е голема благодет и духовна радост што верниците веќе 3 децении имаат можност да се поклонат пред моштите на овој голем светител. 30 години струмичени луѓето од цела Македонија имаат можност да се поклонат токму на овие мошти, за кои што се од големо значење за секој еден христијанин, бидејќи Свети Василий Велики е големо светило столб на православието, чии што живот во неговото житие можеме да затврдиме колку големо значење има за самите христијани, за луѓето од православието и затоа е голема почита на сите христијани кон овој голем светител. Во спомен на чудото што Свети Василий го направил со златото на христијаните, веќе неколку години поред, со благослов на митрополитот Струмички Наум и викарниот епископ Стобиски Јаков, Струмичката епархија за сите верници кои присуствуваат на вечерната богослужба обезбедува посебно лепче во кое се наоѓа паричка од чисто сребро. На сите присутни луѓе христијани кои што се нашле во овој момент во ова наша црква, им поделуваме лепче со паричка кој што е еден древен обичај кај самите христијани, кои со векови како еден вид на традиција се умножувала кон луѓето. Но ова делење на лепчето на празникот после на Свети Василий Велики води корен и има во самото житие на Свети Василий Велики се спомнува таа приказна. Струмичката епархија е единствената во државата која поседува мошти од Свети Василий Велики. Според преданијата на свештениците, моштите во Струмица пристигнале во 1913 година, а биле донесени од војник кој во тоа време служел во Кападокија. Последните 30 години, со благослов на владиката Наум, тие секоја година на празникот посветен на Свети Василий се изнесуваат на поклонение пред верниците. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Со палење на маските и Василичарско оро денеска завршува и Вевчанскиот карневал. Нина Ритоновска со деталите. Со палење на маските и традиционалното Василичарско оро во центарот на Вевчани се спушта завесата на карневалот. Вевчанци годинава ја покажаа својата смисла за хумор, смејувајќи ги општествените и политичките случувања минатата година, а идејата за отварање на музеј во мултикултурниот центар, каде туристите во текот на целата година ќе можат да видат и да доживеат делови од традицијата, карневалот и од историјата на Вевчани, дополнително ќе допринесе за привлекување посетители. Таа идеја е нешто што нас ќе ни биде како мала општина од големо значење, бидејќи тоа е една содржина која што многу му фали на Вевчани. Сите посетители кои што доаѓаат тука секогаш сакаат да дознаат нешто повеќе за нашата традиција, историја и култура, а не секогаш наоѓаат прав соговорник со кој што ќе можат да дознаат, да ги дознаат тие работи, а би било одлично, нели, кога ќе се има што да се представи со кукли, носи, документи, фотографии и видеа. Тоа би било вистинско доживување за секој посетител. Тој ќе е сплет не само од Свети Василија, него печалбарство, традиција, тој е најгорниот кат во оваа зграда. Имаме проект, меѓутоа моментално немаме финанси. Се надевам дека во догледно време ќе го реализираме и тоа. Театарот на отворено символизира два паралелни света. Едниот му припаѓа на паганството, а другиот на христијанството. Во 1993-та Вевчанскиот карневал официјално стана дел од Светската федерација на карневалски градови. For me it's fantastic. This carnival is one of the oldest in Europe. За мене е прекрасно. Овој карневал е еден од најстарите во Европа, а традицијата е навистина прекрасна. Да се види едно мало место со голем карневал, навистина е убаво. Инаку најстарата традиција е карактеристична по уникатните маски кои се држат во тајност и непредвидливиот креативен дух на василичарите. И веднаш по завршувањето започнуваат идеите за следната година. Откако постои Вевчани, од тогаш постои карневалот. Нина Ритоновска, Сител телевизија.
Следуваат и најновите информации од регионот и светот кои ги подготви Маријан Ников. Групата активисти за човекови права во Иран